На маката мака, социјалецот Штип не може да легализира собичка од 14 метри квадратни, која му е единствено место за живот. Во е 14 квадрата, во јас го крсти подкровје од земја. Нема вода, нема струја, нема грејење, нема канализација. Добро што сум жив, друго нема што да кажам. Нема коментари. Прстите ми премрзнати на нози, на раци, ладно, спијам облечен. Со воа се покривам, јам булија еден килим јам и тоа е тоа. За да не биде бездомник, Петров се обидел на собичката изградена на диво и двоена од уста да ја обезбеди легален статус, но работите не излегле како што тој планирал. Кажаа ми едни другари дека не се плаќала легализацијата за дивите градби и од социјалното ми даде една потврда и вика оди, вика барај да понесеш, вика да ти ја легализират куќичката, собичката. Ојде во општината. Не, ти ќе платиш 50%, вика. Зашто викам да платам 50% кога е за сите социјалци бесплатно, вика? Ово Петров го става во нов ризик и од него прави потенцијален бездомник. Ја ќе земам, ќе направам шатор од најлон, па ќе спијам тука некаде. Ќе земам 4 летви по 50 динара, ќе закувам и еден најлон дупли и доле ќе ставам картони и најлон ќе спија, не мора некаде да спијам. Што за целата работа велат од општина Штип? На ваше барање, Оделението за урбанизам при општина Штип изврши увид во уписникот на регистарот на понесени барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и констатираше дека лице со такво име и презиме не поднело барање за утврдување на правен статус во 2011 година. Да напоменам дека рокот за понесување на барања беше токму оваа година и беше во трајање од 6 месеци. За да не предпоставуваме само за ситуацијата, еве го повикуваме господинот, нека се јави во Оделението за урбанизам или во шалтерскиот систем со целата документација која што ја поседува и доколку има можност за утврдување на правен статус, односно има понесено барање, истото ќе му биде овозможено. Инаку, Петров живее со 1000 денари социјална помош и собата без ништо во неа е единственото нешто што го има. Ако остане без неа, му се заканува живот на улица и под отворено небо.